Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Поминаа 10 месеци откако ВМРО-ДПМН е на власт. 10 месеци беа доволни да излезе на површина неспособноста, неодговорноста и целосната незаинтересираност на оваа влада за животниот стандард на граѓаните. Македонија економски не оди напред, како што ветуваше ДПМН во кампањата. Економијата е заглавена, стандардот е урнисан, граѓаните едва врзуваат крај со крај. Владата наместо конкретни решенија нуди измами и шминка. Потрошувачката кошничка само во март пораснала за нови 836 денари. Тоа, почитувани, е рекорден скок кој што директно ги погодува семејните буџети. Денес, за да се покрие синдикалната минимална кошничка, потребни се речиси 3 минимални плати. Тоа значи дека едно семејство кое живее од минимална плата не може да си ги дозволи ниту најосновните трошоци – храна, лекови, сметки. Ниту за доцнетите замрзнати маржи од 10% не дадоа значителен ефект во контролата на растот на цените. Може да заклучиме дека владата во својата прва година од владењето јасно им покажа на граѓаните дека ниту планира да ги штити од идните економски ризици, ниту има јасен план што ќе прави за да го подобрува стандардот. Ова е економски најнеспособната влада што сме ја имале. Платите нема да растат како што растеа до минатата година, минималната плата нема да расте, а за цените владата нема соодветна стратегија. Резултатот, почитувани, е тоа што го гледаме – систематско осиромашување на граѓаните. Владата најавува нов начин на пресметка на кошничката. Наместо за 4 члено ќе се пресметува за 3 члено семејство, а одморот и овошјето ќе се третира како луксус и ќе се исклучат од калкулацијата. Тоа е класичен обид да се манипулира со реалноста. Наместо да ги намалат трошоците на живот, тие ја менуваат методологијата за да ја сокријат вистината. Се што се прави од страна на Мицкоски и ДПМН е во насока на замајување на јавноста, ставање розеви на очари за сите поубаво да гледаат, наместо поубаво да живеат. Оваа влада е толку многу фокусирана на лажен пиар, што нема време да се занимава со реални политики и да се справи со реалноста. Ветува економски бум, зборува дека Македонија ќе биде економски тигар, но само за една година покажа дека немаат капацитет ниту да ја направат економско маче. Нема инвестиции, нема раст, нема визија. Проекцијата на Меѓународниот монетарен фонд го потврдува токму тоа. Македонија се наоѓа меѓу земјите со најнизок економски раст во целиот регион. Само за Босна и Херцеговина има пониска проекција. За оваа година ММФ прогнозира раст на БДП од 3,2% и инфлација од 3,4%. Ова значи дека реалниот економски раст ќе биде речиси нула и е јасен индикатор дека се полошо ќе се живее. Со платите граѓаните купуваат се помалку, животот е поскап, продуктивноста не се движи, а владата тоа го продава како успех. Податоците за реализацијата на капиталните инвестиции се уште еден показател за неспособноста на оваа власт. До 8 април реализирани се едва и 10% од планираните капитални проекти. Тоа е дури за 50% помалку од истиот период лани, кога реализацијата изнесуваше 15,6%. Тоа значи дека оваа влада не носи нови инвестиции и не е способна да го реализира тоа што сама го испланирала. Дека работите економски не одат, се потврдува и преку низа други постапки на владата. Зошто со месеци не се прави поврат на ДДВ? Фирмите се жалат дека повратот е целосно закочен. Зошто се доцни со платите за вработените во администрацијата? Зошто нема реализација на унгарскиот кредит за кој што граѓаните плаќаат дебела камата? СДСМ, почитувани, нема да молчи пред оваа економска неправда. Како социјалдемократска партија, наш приоритет секогаш бил човекот, работникот, семејството, секој еден кој живее од својата работа и се бори за подобро утре. Затоа бараме веднаш да се преземат мерки за справување со ценовната криза. Да се обезбеди раст на минималната и просечната плата во чекор со растот на трошоците за живот. Да се вложува во продуктивноста, во капитални проекти, во реална економија, а не во лажни пресови и лажни слики. Ви благодарам.